Повеќе од една година Министерството за внатрешни работи работело на откривање и собирање докази за вработените во јавното предпријатие Македонија Пат, кои заработувале на криминален начин. Преку навлегување во компјутерскиот систем на 92 осомничени членови на организираната криминална група, преку тајно следење, прикриен агент и спроведување на останати мерки, полицијата откри дека инкасаторите и раководителите од Македонија Пат се богатат на сметка на државата. Полицијата добивала информации од оние кои чесно си ја заработувале платата во Македонија Пат. На денешната средба со новинарите, директорот на Бирото за јавна безбедност Љупчо Тодоровски истакна дека за разлика од предходните акции Змиско око, Калдърма се разликува по тоа што инволвираните имале поголема организираност, но користеле софистицирани методи за извршување на криминалното дело. Наместо како во изминатите случаи инкасаторите со патниците да делат пола-пола, овој пат членовите на организираната група решиле остварениот нелегален профит да го задржат само за себе. Иако на почетокот криминалната група броела само 8 члена, набрзо се проширила и тие започнале сериозно да се занимаваат со она што не треба. За влез во организираната група заинтересираните инкасатори на раководителите им плаќале месечен надомест од 300 до 500 евра. За нелегалниот бизнис кој го воделе вработените во Македонија Пат, ангажирани биле 4 фалсификатори кои во своите домови изработувале фискални сметки. 2 раководители биле задолжени да ги водат списоците и да ги прераспределуваат инкасаторите на наплатни рампи каде има најголема фреквенција, но и во одредено време. Задолжени биле и да ги штитат инкасаторите од контроли. 8 лица биле ангажирани како посредници. Тие на инкасаторите им ги доставувале фалсификуваните фискални сметки, за кои добивале од 1000 до 1500 денари надомест. Работата на останатите осомничени, односно инкасаторите, била само да ги пуштат во промет лажните сметки и за себе да ја задржат остварената наплата. Богатењето на наплатните рампи на коридорот 10 од Табановце до Гевгелија, полицијата го прекина во текот на вчерашниот ден во раните утрински часови. Кривичната пријава за овие лица без доказниот материјал е напишана на 137 страници, додека обвинителниот акт тежи 460 страници. Меѓу приведените во акцијата Калдърма има и лица осомничени за истото дело во првата акција Змиско око.